Добар ден, прво издание на Дневникот. Еве кои настани го одбележаа денот. Штипскиот градоначалник Илчо Захариев и ова лето не заминува на годишен одмор. Работните обврски за него се поважни од одморот. Цревниот вирус и троењето од храна летниот период ги полни амбулантите и медицинските центри. Голем број на граѓани најчесто се жалат на болки во стомакот, диареја и нагони за повраќање. Во Пехчевско Шпиково се одржа 13-тата Шпикијада, прва откако Шпиково се запиша во картата на села во Република Македонија. При одбележувањето на вчерашниот празник, премиерот на државата Никола Груевски најави уште многу проекти, меѓу кои е и самитот на НАТО, организација во која Македонија цели да стане составен дел, а исто така го потенцираше и проблемот со мигрантите, кој е сериозен предизвик со кој допрва треба да се справиме како држава. Уште многу проекти треба да исполниме кои сме ги ветиле, а ветувањата мора да се исполнат. Затоа што и илинденците и антифашистите дадоа ветување дека ќе се борат докрај, дека ќе работат за Македонија и тие го исполнија своето ветување. Мораме и ние, и сите по нас, да ги исполнуваме нашите ветувања, стремејќи се кон највисоките цели. Последната од нашите нови крупни предизвици се последните препораки на Европската Унија поврзани со поглавјата 23 и 24, кои ги вградивме како составен дел на нашите цели и на кои силно и интензивно работиме, за да го зајакнеме, подобриме и надградиме доброто функционирање на државниот систем на повеќе полиња. И тоа ќе го спроведиме. Следното лето е следниот самит на НАТО, организација во која Македонија цели да стане составен дел. Ке работиме силно во правец да ја оствариме таа цел. Повремените кризи во државите се составен дел во развојот на секоја држава, а особено кај помладите држави. Мигрантскиот бран, што ја зафати Европа, ја стави Македонија засега во својство на транзитна држава, со можност тоа во иднина да се промени и да почнат мигранти од различни азијски или африкански земји да се задржуваат во Македонија. Тоа е и доправа ќе биде сериозен предизвик. Ако некој мисли дека оваа мигрантска криза е некаков бран кој ќе помине набрзо, се лаже. Ова е само почеток на еден вид нова голема преселба на народите, која доправа ќе добие замав. Засега добро се справуваме, но предизвиците ќе растат. Ќе бидат потребни и дополнителни напори, дополнителни мерки и политики на сите држави во Европа и на Македонија. Заканите од тероризмот демнат над нас, како и над цела Европа. Радикалните групации отворено се закануваат, а повремено и действуваат. Мораме да ги јакнеме нашите капацитети во справувањето со нив и мораме да се справуваме со нив. Во екот на летото понудите на туристичките агенции масовно се користат. Посебно летниот период го чекаат работниците кои заслужено сака да се одморат од секојдневните работни активности. Но не е така и за градоначалникот на Штип, кој и ова лето не заминува на годишен одмор. Работните обврски за него се поважни од одморот. Годишниот одмор за вработените лица е факт дека треба да го искористат во летниот период, да се одморат од работните обврски и од секојдневните случувања. Секој сака неколку дена да ги мине надвор од местото на живење, народски кажано, да ги исполни батериите за новите активности по изменувањето на летната сезона. Но одморот на страна не важи и за штипскиот градоначалник, кој во екот на летото интензивно ги реализира ветените проекти во општината. На вчерашната посета во село Долани, каде се пушти во употреба плоштадот, примариус магистер Илчо Захариев на новинарско прашање изјави дека и ова лето ќе го помине со работни активности. Јас својот годишен одмор го поминувам во Штип, бидејќи Штип е дел од мене, јас сум дел од Штип. Вие знаете дека имаме голема градежна офанзива во нашиот град. Значи, во
Планот ни се да асфалтираме некаде околу 30 клучни улици во градот. Тоа мора да го направиме. Отиња мора да се гради, мора да се направи платформата Кеван Чупраке, мора да се направи мултимедијалниот центар. Мораме да ги направиме сите оние работи во селата, канализации, водоводи, се она што треба се направи, така да нема време за одмор. Најверојатно оваа година ќе го прескокнам на одморот, но ќе најдам некои моменти да по плодените часови отидам во блиската околина на Штип, со сопругата малку да се прошетаме. Изминативе 2 месеци во Штип и околината масовно се работи на патната инфраструктура, на водоводната мрежа на одредени улици, уредувањето на речното корито на река Брегалница. Изминатава недела се асфалтира улица Рибник, паралелно се прават и завршни интензивни подготовки за асфалтирање на 4 улици во село Чардаклија. Општина Штип и јавното предпријатие ИСЕР во континуитет ги реализираат барањата и потребите на граѓаните. Старата дотраена водоводна мрежа на улица Никола Карев се заменува со комплетно нова. Ова се само дел од неодамнешните активности кои се реализираат од страна на локалната самоуправа. Цревниот вирус и троењето од храна летниот период ги полни амбулантите и медицинските центри во Штип. Голем број на граѓани најчесто се жалат на болки во стомакот, диареја и нагони за повраќање. Лекарите препорачуваат најмногу да се внимава на овошјето и зеленчукот, а да не се јаде сувомесни производи и тешка храна која е чувана на собна температура. Цревниот вирус и троењето од храна летниот период ги полни амбулантите и медицинските центри во Штип. Голем број на граѓани најчесто се жалат на болки во стомакот, диареја и нагони за повраќање. Лекарите велат дека летото е период кога вирусите најмногу напаѓаат на организмот и можат многу лесно да се прошират. Овој период кај нас се забележува поголема фреквенција на пациенти кои имаат цревна симптоматологија, дел од нив се со вирусни, дел се со бактериски цревни заболувања, а дел се со троење од храна. Лицата кои имаат цревна инфекција во главном се жалат на мачнини, нагони за повраќање и обилно повраќање во неколку наврати, чести зачестени столици, значи диареја, и тоа најчесто се водени столици кои се пратени со губење на течности и електролити и кои тражат навреме да се советува од страна на доктор и да се започне со соодветна терапија. Значи најголемите грешки сепак се прават и вообичаено доаѓаат потешки пациенти кои се занемарени, седеле дома со ваква симптоматологија, не примат течности и дојдат до потежок степен на дехидратација. Летните инфекции кои обично ги предизвикуваат вирусите кои луѓето може да ги добијат, зависи од исхраната, како и троењето од неа. Лекарите препорачуваат употреба на умерена, лесна и здрава храна. Нешто на што треба да се внимава, тоа е консумацијата на здрава храна. Значи храна која е правилно чувана, свежи намирници, во главном термички добро обработени, свежи храни кои се припремаат истиот ден. И секако да се внимава зеленчукот и овоштието да бидат измиени со сигурна вода. Значи добро измиени со проточна вода која е сигурна. Значи грешки се прават доколку се јадат, значи немиени добро овошти и зеленчуци, се јадат мајонези, сладки колачи кои се чувани на собна температура, кои се многу лесно расипливи, како и сувомесните производи. Епидемиолозите укажуваат дека и понатаму водат труењето од недоволно термички обработена храна, како јајцата и месото или домашните сладоледи. Додека постарите лица, децата, трудниците и лицата со ослабен имунитет се особено чувствителни на овие вируси. Високите температури и палењето на странушина на житните полиња, опасност за пожари во аторот на Пробишти. Од општината апелираат за поголема внимателност. Завршувањето на жетварските работи во општина Пробишти ја зголемија опасноста од пожари, со тоа што земјоделците масовно започнуваат да ја палат старнушината. Дополнителни компликации се создаваат со високите температури. Велат од општинската власт, од каде апелираат на зголемена внимателност. Согласно законот за земјоделско земјиште, согласно законот за шумарство и ловство и согласно законот за заштита на животна средина е строго забрането палење на страништи, односно оган на отворен простор, односно законот за шумите забрането движење во шумите и палење на оган. Овој апел се упатува превентивно, со цел од пожари да се заштитат земјоделските површини, но и да не настанат штети во околната животна средина. Во Пекчевско Шпиково се одржа 13-тата Шпикијада, прва откако Шпиково се запиша во картата на села во Република Македонија. Во рамки на Шпикијадата беше направен и водосвет на манастирот Свети Илија.
13-тата спикијада ги собра Пехчевци крај родните огништа. Ова беше првата спикијада откако Пехчевско Спиково и официјално стана село. Новогодишната прослава беше направен водосвет на манастирот Светилија, кој што има посебно значење за овдешните жители и жителите кои што од поодамна го имаат напуштено Пехчево. Тука на 200 метра по тоа имаше исто црква и у нас викаше Светилија, запалено на 13 година и по повод таа работа да направим пат црква. За нас Шпиковци значи како наследство по поколенијата стари да го обновиме село Шпиково. Роден Пехчевец, живеам во Скопје. Секоја година доаѓам поради спикијадата и сум многу задоволен. Јас 41 година сум сна Пехчевска и редовно идем во Пехчево. Сега кога сме пензионери и цело лето седиме. Ја мислам дека ќе се настави, ќе биде секоја година подобро и подобро. Дека во Спиково од ден на ден се зголемува бројот на луѓе кои што се враќаат во местото кај што израснале, покажува и примерот на Ѓорги Јовевски, човек кој не може да замисли да помине викенда да не сврати овде. Затоа тој решил на местото на старата куќа да изгради нова викендица, во која од до година ќе може да ужива во пензионерските години. Јас сум веќином сабота недела тука спија. Кога дојде тука одмори, срцето ме одмори, чини ми се. Тоа пораснал си ме влече тука, како ти кажа. И има многу така, 5-6 души сме стални можда. А има некој сега дошол и до година нема веќе. Дур до година дојде. За уште повеќе да заживее Спиково, големи напори прави и Пехчевската локална самоуправа. Ние како општина и претходно имаме тука инвестирано, направен е претходно пред неколку години водовод. Ланска година го реконструиравме, целосно го обновивме резервоарот за вода. Имаме во план да го асфалтираме патот во наредниот период. Со самото приклучување на населбата, туристичката населба Равна река со струја, многу е блиску до леководот, има шанси значи во догледно време да се донесе тука и струја. И можеме во најскоро време да реализираме и дел од програмата, односно во програмата на општина Пехчево, да бидат опфатени и проекти кои што ќе придонесат за развој на село Спиково. За овогодишната спикијада беше организиран и планинарски марш на кој што учествуваа планинарски друштва од регионот. Со една наша група планинари од Голачка Срна, од Делчево и Плавица врв од Пробиштип, направивме една планинарска тура до врвот Сигналот. Инаку традиционално на присутните верници им се служеше ручек со традиционални пехчевски јадења, организирано од општината и Сдруженијето на граѓани од Спиково. Прославата во Спиково беше збогатена со музика до попладневните часови. Културно-уметничкото друштво Копачка од село Драмче Делчево во рамки на Републичкиот фестивал на народни песни и игри Илинденски денови доби специјално признание за долгогодишно чување, негување и презентација на орото Копачка. Беа доделени награди на најуспешните македонски културно-уметнички друштва, а исто така беа најавени и побогати содржини новини за златниот јубилеј, односно 50 годишнината на Републичкиот фестивал на народни песни и игри Илинденски денови. Остатоците на авионот isfрлени на брегот на островот Реунион во Индискиот океан и официјално се идентификувани како делови од Боингот 777, истиот модел на кој му припаѓаше малезискиот авион што исчезна минатата година. Верификацијата ја извеле француските власти, представници на компанијата Боинг, Американската национална управа за безбедност во сообраќајот и малезиска екипа составена од представници на Одсекот за цивилна авијација и авиопревозникот Malaysia Airlines. Во меѓувреме е пронајден и предмет што може да биде дел од вратата на исчезнатиот авион. Околу 12.000 луѓе се евакуирани или предупредени да се подготват да ја напуштат стамбената зона западно од најголемите пламени во Северна Калифорнија. Ако огновите се преселат уште повеќе на запад, загрозени се околу 5000 куќи и згради. Во моментов активни се околу 21 пожар. Многу од нив се предизвикани од гром. Од сабота поради пожарите во Калифорнија, во кои загина еден пожарникар, е прогласена вонредна состојба. Француската полиција и оваа ноќ блокираше имигранти кои се обиделе да го преминат тунелот под Ла-Манш. Секоја ноќ стотици бегалци од Азија и Африка се обидуваат да го преминат евротунелот за да стигнат до Велика Британија. Од недели сообраќајот на товари и патници е исклучително во периодични препреки, поради обидите на мигрантите да се прикачат на товарните камиони и возови композиции. Франција и Велика Британија побараа помош од Европската Унија за да се справи со проблемот.
Во последната сабота од август во водите на Охридското езеро ќе се одржи 29-тиот поред Охридски пливачки маратон, кој е дел од светската Гран При серија. Најголемата спортска манифестација во Македонија на 29 август на едно место ќе ги собере најдобрите пливачи од светот, а 30 километарската патека Климе Савин е предпоследна на распоредот во новата сезона. Охридскиот пливачки маратон минатата година понуди возбудливи завршници и во фотофиниш белгиецот Брајан Рикеман победи пред македонскиот маратонец Евгений Попацев и французинот Йоанес Хедел. Во женска конкуренција во неизвестна борба до самиот крај триумфираше Силвана Рибарова од Чешка пред аргентинката Геило. Маратонот е под покровителство на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, а сериозна улога во организацијата има и општината Охрид. Покрај Охридскиот пливачки маратон во новата сезона, маратонците за титулата најдобар светски пливач ќе се надпреваруваат во Аргентина, Мексико, Канада и Италија. Село Звегори годинава беше домакин на традиционалниот илинденски турнир во мал фудбал, турнир кој што годинава организаторот го посвети на загинатите припадници на Министерството за внатрешни работи во немилите настани кај диво населје. Годинава на турнирот учествуваа 15 на екипи, а првите 3 екипи поделија награден фонд од 36.000 денари. Видовте сите како и лани и оваа година успешно го организиравме турнирот. Сакаме оваа година да го посветиме за бранителите наши што погина и што беа ранети во конфликтите. Овој турнир оваа година. Благодариме на сите што помогна во организирањето, на гостите што дојдоа. Ги поздравуваме сите жители, селот Звегор, општината Делчево, Македонија цела. Нека ни е честит празникот на сите. За најдобрата екипа, екипата на клуб Ривер, следуваше награда од 18.000 денари. Како и лани и оваа година го освоивме овој турнир и ни беше голема чест и задоволство што учествувавме на него. Му благодариме на организаторот за добрата организација. Тоа е. По завршувањето на турнирот, организаторот приреди и мало музичко изненадување за присутните, музички момент кој што го збогати празнувањето на Илинден. Ова е се во првиот дневник со нови информации од регионот, се гледаме во 20 часот. До тогаш имајте пријатно попладне.